Да, се враќаме во студиото. Тука ја имаме Татјана Чакулев, активист во иницијативата О2, која, знаеме, се залага за чист воздух, за здрава животна средина. Добредојавте во студио 10. Благодарам на поканата. Вие поднесовте една иницијатива до градот Скопје, до градоначалничката и советниците во градот, носење на серија на одлуки за решавање на проблемот со аерозагадувањето во град Скопје. Па да почнеме со ова. Што содржи во основа иницијативата? Во основа идејата за оваа иницијатива беше што пристапот, пристапот до сега во нашава држава е да се направат некои планови, некои програми, па според нив да се применат одредени мерки, меѓутоа тоа не функционира. Ние не ги почитуваме плановите, не ги почитуваме програмите, кога ќе ги зацртиме, ако ги имаме, многу често и ги немаме, акцијски планови осуцуваат. И пристапот решивме дека треба да биде каде што ќе се вклучат сите чинители, сите извори на аерозагадување подеднакво и секој да земе учество во решавање на проблемот, бидејќи секој учествува во креирање на тој проблем. И да не биде постојано само да чекаме од централната власт да се случи нешто. Овие нешта треба да се решаваат на локална власт, на локално ниво со помош на централната власт. Барањата, овие 7 одлуки што бараме да ги донесе град Скопје, советниците на град Скопје да ги изгласаат и до градоначалничката исто да ги поддржи, се всушност одлуки со кои во одреден датум ќе се забрани одредена употреба на некои загадувачки материи или ќе се превенира одредени нешта. Например, индустријата за во рок од 4 години, таа што се наоѓа на територија на град Скопје, таму каде што се има можности во производниот процес, каде што дозволуваат најдобро достапните техники за тој тип на индустрија, да нема повеќе употреба на јаглен, мазут, нафта, кокс и слични фосилни горива и да има употреба на природен газ или електрична енергија, таму каде што се дава можност за тоа. За загадувањето, например, од грејењето, што некаде придонесува повеќе од 50-60% во градов. Првото е да се забрани грејење на јаглен, мазут, нафта, некаде и на кокс се греат, така да тоа да биде забрането во рок од 2 години, тоа да биде за домакинства, а во рок од 4 години да биде тоа и за сите правни субјекти. Тоа значи и болници во градов кои се греат. Ние сметаме дека 4 години е доволен период да се направи проектна документација, да се изгради тоа што треба да се изгради, да се доведе гасовод некаде каде што не е, например, директно, има приклучок. Сметаме дека 4 години се доволно време. Затоа е даден тој грейс период, да речеме, за да се прилагодат сите, да се адаптираат. Да, идејата беше да има доволно период, например, во однос на домакинства кои се греат на јаглен и на нафта. Во град Скопје тој број е мал. На јаглен е некаде според Државен завод за статистика, податоци од пописот 2021 има околу 100 домакинства. Некаде пола се во урбан дел, пола се во рурален дел. А на нафта се греат околу 550, главно се во урбаниот дел тие. Така да овој број е мал и апсолутно за 2 години е возможно да овие домакинства се префрлат на друг начин на грејење. Главниот дел се домакинствата на кои се греат на дрва. Пред да преминеме на тоа, ќе преминеме, се разбира и на другите точки, сакам да ве прашам, добивте ли некаков одговор од град Скопје за сега време? Не добивме. Ние очекуваме главно советниците да реагираат, бидејќи тие ги носат овие одлуки. Советниците да го стават ова на дневен ред. Да го стават на дневен ред и да ги изгласат овие точки. Не сме добиле одговор од ниту еден советник, не сме добиле одговор ни од градоначалничката на град Скопје. Меѓутоа очекуваме овој период. Предстои седница каде што ќе се разгледува буџетот, ќе се разгледуваат програмите за следната година и се надеваме дека ќе се стават на дневен ред.
Да. Добро, еве, за тоа разговараме за точките, вака и јавно да ги слушнат, ти можеби не ги виделе, па еве нека ги видат, да им дајеме шанса, но да ги слушнат и граѓаните. Па можеби тогаш малку и ќе се подразбудат да ги видат. Значи зборуваме за домакинствата кои се греат на дрва, ми се чини дека тоа е лоцирано, идентификувано во минатото како едно од главните причини за загадување. Па во зимските месеци, значи во најладните месеци, достигнува околу 50 до 60% врз основа на таа студија каде што се извршени мерења во град Скопје во тек на 2021 година на локација мерно место Карпош и мерно место Лисиче. Значи на тие две локации. Околу 40.000 домакинства во градов, значи тука зборуваме пола се некаде во руралниот дел, пола се во урбаниот дел, се греат на дрва. Тоа значи некаде околу четвртина, поточно е 23% од сите домакинства, значи четвртина се греат на дрва, четвртина се греат на централно парно грејење и околу третина се греат на електрична енергија, зборуваме за град Скопје. Сега, ние ги поделивме, постојат ете филтри кои се релативно ефтини, кои цената, например, ако е помасовно производство, би била под 100 евра. Значи, зборуваме за механички филтри кои не користат електрична енергија, не треба да се менуваат делови, механички се чистат, што се за наши услови и за наши потреби идеално решение. Моментално, како за пример, ќе го дадам град Белград. Во Белград е распишан тендер во моментов, тече тендер за набавка на 150.000 филтри, токму за потреби за домакинства кои се греат на дрва и каде што исто утврдиле дека е голем извор на аерозагадувањето во градот. Ние можевме до сега да го направиме ова, бидејќи ние претходно сме барале да се примени оваа мерка, меѓутоа на ниво на влада сме барале. Сметаме дека сега ќе си има слух, особено што ете, го гледаат примерот во Белград, ние некако сакаме да видиме некој друг нешто да направи, па потоа да примениме. Да, па последнија. Наместо да бидеме, ете, зашто да не бидеме први во нешто, зашто да не направиме нешто прво, зашто мораме постојано да се споредуваме дали некој направил нешто или не. Клучно да го решиме проблемот. Така да со овие филтри ние дадовме, значи, првите 2 години да бидат правните субјекти кои користат дрва како енергенски, бидејќи тука е и дрвната индустрија која ги користи која го користи дрвото, и урбаниот дел на домакинствата во првите 2 години, а вторите 2 години, останатите 2 години да бидат руралните домакинства опфатени. И субвенциите да се даваат врз основа на, значи, скалес пристап да има, врз основа на примањата на домакинствата. Бидејќи некои домакинства може да си дозволат да купат филтер што е поевтин од 100 евра, а некаде тоа може да е проблем. Не може да. Добро, бидејќи во интерес на времето бидејќи има овде многу работи. Значи имаме точка и каде што треба да се ограничи движењето на возилата во однос на загадувањето. Во однос на загадувањето. Забрана за користење на мазот, нафта, лесно масло, јаглен кокс, петрол и енергенц во индустријски погони, исто така и ова е современска одредница. 4 години, да. 4 години. Да, за да има доволно време, да. Системот камери за надзор, организирано бесплатно собирање во бербата и да, за стрништа да се спречи, точно. Тоа беше за време на Ширлегов, 2 години таа мерка се спроведуваше, даде многу добри резултати, сметаме дека треба постојано да е во тек и уште да е подобрена од тоа што тогаш беше во 2019 и 2020 и со тоа ќе се спречи палење на стрништа, што е исто голема појава во... И имате мерка за надзор за градежни работи во однос на прашината. Да има. Исто така и тука. Значи, мерките ми се чини, кога би се имплементирале овие мерки, веројатно дека аерозагадувањето би било решено, речиси, целосно. Апсолутно. Да, или во многу голема мерка. Во многу голема мерка, но ми се чини дека за ова треба политичка волја. Треба решеност. Ја гледате ли таа политичка волја кај надлежните за сега? За сега не ја гледаме. Постои начелно, ајде така да кажем, постои начелно
желба да се реши, меѓутоа пристапот е, го гледаме некако се повторува пристапот како и претходните влади, каде што се почнува веднаш со тоа, па знаете, немаме магично стапче, тоа треба долго време и секој тоа го повторува. Буквално секоја влада до сега И никој ништо не истото го почнува. повторува, а нас не се изминати децени во тоа повторување. Во тие децени ние ќе го решивме 5 пати загадувањето. Тоа е она што нас ни пречи, еве, например, конкретно овие филтри што Белград ги набавува сега, тие планираат во рок од 2 години да го решат проблемот со загадување од грење на кај домакинствата. Буквално 2 години. Првата година ќе инсталираат пола и втората година половина од тие филтри. Ние велиме, еве, нека се 4 години сега за овие мерки, што е доволно. За град Скопје зборување, не зборуваме за цела Македонија. Бидејќи град Скопје на крајот на краиштата Скопскиот регион учествува со скоро половина во БДП на оваа држава. Тука живее третина од популацијата на Македонија и сметаме дека како град на вистина се има доволно средства, значи придонесува во државава со доволно средства да може ние да го решиме овој проблем на ниво на град Скопје. Да, добро, но уште ова прашање, загадувањето е нешто што не влијае најдиректно. Значи, влијае на нашето здравје, на нашето животи. Значи, постојат релевантни истражувања кои укажуваат какви болести предизвикуваат, дека ни го скратува времетраењето на животите, дури и така натаму. Но повторно, некако, не само надлежните, туку и јавноста како да го става некако во втор план, како најмалку да се потресуваат за тоа. Не ли е абсурдно во однос на значењето? Меѓутоа тоа е исто и прашање на свест во смисла на тоа, на вистина да ги поврзаме тие елементи, кој е ефектот на аерозагадувањето врз нашиот живот, врз нашите деца, животот и здравјето на нашите деца, некако кај нас се тие како во одвоени фиолки. Да, знаеме дека е лошо, ама ако може да си продолжиме у секојдневен живот без да и ние нешто промениме и без многу да се притиска на тоа поле. Познато е дека и ПМ частичките и загадениот воздух како таков, значи во целина, емисиите од дизел возилата се класифицирани како канцерогени од прва категорија. Значи ова е официјално. Тие се класифицирани како канцерогени од прва категорија, значи предизвикуваат докажано канцер кај луѓето. Одредените субстанции кои се и од емисиите кај возилата, и од другите емисии од индустрија, значи голема низа на тие, и од согарување кај домакинствата, цела листа од тие субстанции се исто карактеризирани, се класифицирани како канцерогени од прва категорија. Меѓутоа ние некако тие нешта, пак ќе кажам, не ги поврзуваме, а тука е голема улога играат надлежните. Колку на вистина тие ќе го предочат тие информации, значи на јавноста и ќе ги постават како приоритет. Да, добро, еве за тоа ги правиме овие емисии да ги разбудиме некогаш кога треба да ги поттикнеме еве да делуваат. Татјана Чекулев, ви благодарам за гостувањето. Да, благодарам. И со овој дел кој беше посветен на она што би требало да биде најважно, тоа е чистиот воздух, здравата животна средина, го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме. Останете со програмата на Телевизија 24.